Продолжуваме со уште едно ново информативно издание на К1. Инфраструктура, политика, хроника, економија. И во овој дневник ви ги донесуваме најновите информации од Вардарскиот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. По настаните на денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Локалната самоуправа го презентираше основното идејно сообраќајно решение за раскрсницата на улиците Наум Наумовски, Борче и Благој Ѓорев. Симулацијска вежба за спасување на лица при настаната поплава одржаа волонтерите од Црвен крст Велес. Крводарителска акција содржа во Неготиново чест на загинатиот полицаец Косте Волкановски. Водејќи се од потребите и барањата на граѓаните и учесниците во сообраќајот, општина Велес денеска го објави основниот проект за изградба на кружен тек на крстосницата, која ги поврзува улиците Благој Ѓорев, Наум Наумовски, Борче и Прва комуна, или на локацијата која граѓаните ја знаат како Панини. Новиот кружен тек ќе биде со вкупна широчина или диаметар од 26 метри. При тоа внатрешниот круг ќе биде со диаметар од 14 метри, додека околу него ќе биде поставена сообраќајница која ќе има широчина од 6 метри, освен на еден потек каде ќе биде 6,5 метри. Изградбата на објектот ќе изнесува околу 4 милиони динари, средства кои се предвидени во буџетот на општина Велес. Уште еден кружен тек ќе добие Велес. Раскрсницата кај Панини или спојот на улиците Наум Наумовски, Борче, Благој Ѓорев и Прва комуна ќе има модерно сообраќајно решение. Основниот, односно идејниот проект денеска презентирам во јавноста. Од локалната самоуправа очекуваат јавна расправа и вклучување на граѓаните со своји ставови. Ова сообраќајно решение треба да го реши најпроблематичното место за сообраќај во Велес, вели градоначалникот Чадиев. Каде што ќе добиеме турбо кружен тек, вид за прв пат ваков кружен тек има во Велес, каде што едната страна има линија 6,5 метра на површината за движење, односно од точката до тротоарот, од другата страна е 6 метра, каде што ги обслужува 3 улици, односно ги опфаќа улиците Наум Наумовски, Борче, Благој Ѓорев и споредната улица која се движи во двата правца. Значи овие две улици ќе бидат во два правца, а Благој Ѓорев останува едносмерна улица. Сегашните семафори наскоро ќе бидат минато и таму ќе се гради кружен тек. Исто така во ова сообраќајно решение предвиден е и мал кружен кај Историскиот архив. Историскиот архив улицата и Наум Наумовски, Борче, за да завршиме со последниот кружен тек, кој што ќе биде лоциран кај сегашните семафори. Може да го видите начин од обновувањето на тој кружен тек како ќе се изведе. Меѓутоа, ова е се у фаза на идејно решение, додека кружниот тек кај Панини е основен проект. Чадиев вели дека за 20 на дена треба да заврши оваа постапка. Потоа локалната самоуправа ќе премине на фазата за подготовка на документацијата и објавување на јавен повик за градба. За оваа инвестиција предвидени се 4 милиони динари, средства обезбедени од општинската каса. За помалку од 12 часа во Велес две сообраќајни несреќи со кои со телесни повреди се здобија мотоциклисти. Првата се случила вчера вечер на улицата Мицко Козар, кога мотоциклистот завршил во канал ископан како резултат на моментален градежен зафат на јавното комунално предпријатие. Повредениот на возраст од 38 години бил принесен во Велешката болница, каде му биле констатирани телесни повреди, односно нагмечување во пределот на градите, долните и горните екстремитети. Второто сообраќајна несреќа се случи изутринава на кружниот се судри автомобил марка Југо и мотоциклист. Со возило на итната медицинска служба 48 годишниот маж е принесен во Велешката болница. На оделението за хирургија констатирана отворена рана на левата подколеница. Направени се потребните клинички и лабораториски испитувања и пациентот е пренесен за Скопје на клиниката за трауматологија.
Продолжуваме понатаму со политика. СДСМ со обвинување до општината и образовните институции. Општина Велес денес е презадолжена општина со долг од 6 милиони евра и превработеност на партиски кадри, истакна потпаролот на СДСМ Весна Стојанова Богоевска. Се што денес изнесе СДСМ не е аргументирано и паушално обвинување. Стои во писмената реакција од страна на општина Велес. Колешката Катерина Нацева повеќе на оваа тема. Од општина без долгови и без превработеност, општина Велес денес има долг од 6 милиони евра и превработеност. Со вакво обвинување денеска излезе општинската организација на СДСМ Велес. Обвинување упатија и до образовните институции во делот на јавните набавки. Се случува грубо кршење на Законот за јавни набавки во гимназијата Кочо Рацин, основните општински училишта Блаже Конески, Кирил и Методи, Васил Главинов и ЈХК Джинот, рече Весна Стојанова Богоевска од СДСМ. Според Законот за јавни набавки, член 103 став 2, договорниот орган доставува примерок во електронска форма од евиденција на постапките, со барање за прибирање на понуди во електронскиот систем за јавни набавки најдоцна од 31 јули или до 31 јануари за договори за јавни набавки склучени во претходните 6 месеци. Денеска е 23 јуни. Поминати се 143 дена од законски утврдениот рок до кој законски овие институции се обврзани да го објават 6-месечниот извештај за спроведените постапки за јавни набавки. Се што денес изнесе СДСМ е неаргументирано и паушално обвинување, стои во писмената реакција од страна на општина Велес. Повторпат за само една недела ја обвини институцијата дека е нетранспарентна. Истата институција, односно општина Велес, која граѓанскиот сектор ја прогласи за најтранспарентна во конкуренција на 97 општини и Министерство во Република Македонија. Заканите дека ќе има целосна ревизија на досегашното работење, имаат единствена цел да се заплашат вработените кои работат честно, одговорно и по закон. Ревизија во општина Велес имаше и таа утврди дека тука нема незаконско работење. И повиканите училишта преку писмена реакција реагираа на изнесените обвинувања. Велат дека Законот за јавни набавки се почитува во целост и досега немале никакви забелешки од надлежните институции. Транспарентноста во работењето е една од нашите главни карактеристики. Граѓаните знаат како се трошат средствата во училиштата, но исто така знаат и колку многу се вложи во образованието за подобрување на условите за настава. Во нашите 5 институции, кои денеска беа предмет на несуштински напади, инвестирани се над 25 милиони денари во реконструкција на објектите, набавка на опрема и инвентар, како и замена на топловодните системи. Практично невозможна е споредбата со периодот кога СДСМ беше на власт, период во кој училиштата немаа никакви инвестиции. Стои во писмената реакција испратена од општинските училишта. На крајот од реакцијата апелираат до политичките субјекти да го тргнат образованието од дневната политика. Волонтерите на општинската организација на Црвен крст Велес денеска извршија имплементација на проектот обука и опремување на тимови за одговор при катастрофа. Според секретарот на општинската организација Црвен крст Велес Миле Маџаров, овие вежби се од големо значење за волонтерите. На овој начин, додава тој, во секој момент имаме спремна група која може да помогне во елементарни непогоди. По дојавата за силен земјотрес во раните утрински часови, која предизвикала напукнување на брана на акумулација на некоја од притоките на Вардар, надојдената вода предизвикала поплава од која е загрозено местното население. По дојавата од Центарот за управување со кризи дека водата повлекла луѓе, општинската организација на Црвен крст Велес со чамци и волонтери веднаш се вклучува во акцијата за спасување на давениците. Ова е дел од сценариото на вежбата за спасување давеници во случај на поплава, која имплементира волонтерите на општинската организација Црвен крст Велес. Некои од членовите одеа на обуки на републичко ниво, во обуки што ги спроведуваше Централната канцеларија, односно Црвениот крст на Република Македонија, и сето тоа што се стекне, што се научи, што се совладаа вештините, сакаме денеска на овој ден низ една вежбовна активност, конкретно спасување во вода, спасување при поплава, тоа да го прикажеме, да видиме, да направиме пресек, да видиме што и докаде сме научиле, докаде сме достигнале со совладувањето на вештините. Според Маџаров, овие вежби се од големо значење за волонтерите на Црвениот крст.
На овој начин, додава тој, во секој момент имаме спремна група која може да помогне во елементарни непогоди. Па ние наставуваме да направиме барем 2 во текот на годината. Веројатно имам потреба нешто и повеќе, меѓутоа тоа секој зависи од можноста за ангажирање на волонтерите. Едни заминуваат, други нови се вклучуваат, па постојано наставуваме да ги обучуваме. Всушност овој проект е дел од таа задача на организацијата на Црвениот крст, постојано да има една одредена бројка на добро обучени и спремни волонтери кои што ќе може да се ангажираат, да се активираат во евентуална потреба при појава на некоја катастрофа или друга елементарна непогода. Проектот обука и опремување на тимови за одговор при катастрофа на општинската организација Црвен крст Велес е изработен со помош на Ротари клуб од општина Велес, а финансиските средства за истиот се добиени од Сојузот на Ротари клуб на Македонија. По повод 16 годишнината од трагичното загинување на полицајецот Коста Волкановски, денеска во Неготино беше реализирана крводарителска акција во негова чест. Беа дарувани 81 единица крв. Општинската организација на Црвен крст од Неготино и Институтот за трансфузиона медицина во соработка со полициската станица од Неготино денеска ја организираа традиционалната меморијална крводарителска акција во чест на загинатиот бранител Косте Волкановски. Акцијата се одржа во салата на општината, а на истата својата животна течност ја донираа голем број на граѓани хуманитарци. Традиционално и оваа година се одржува традиционалната крводарителска акција во организација на Општинската организација на Црвениот крст од Неготино и Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија од Скопје во соработка со полициската станица од Неготино, а во чест на загинатиот полицаец од Неготино Косте Волкановски. Морам да потенцирам дека оваа крводарителска акција е една од поголемите крводарителски акции кои што ги организира Општинската организација на Црвен крст од Неготино и се очекуваат околу 70 до 80 дарители. По повод одбележувањето на годишнината од загинувањето на бранителот Волкановски, согласно програмата, освен крводарителската акција, утре во спортската сала Младост ќе се одиграат полуфиналните надпревари во мал фудбал, а ден подоцна, односно во недела, ќе се изврши чинот на положување на свежо цвеќе на споменикот на Волкановски пред зградата на полициската станица. Истиот ден ќе се одигра и финалниот надпревар од турнирот во мал фудбал и ќе бидат доделени јубилејните награди на повеќе кратни крводарители вработени во полициската станица. Високите температури носат опасност од пожари на отворено. Од територијалната противпожарна единица со апел до граѓаните да се однесуваат одговорно. Во овој временски период апелот особено значајно и сериозно да го сватат земјоделците, вели командирот на велишките пожарникари Љупчо Лепидовски. Високите температури се еден од факторите за појава на пожари на отворено. Од територијалната противпожарна единица апелираат за одговорно однесување. Во овој временски период, апелот особено значајно е сериозно да го сватат земјоделците, вели командирот на велешките пожарникари Љупчо Лепидовски. Територијалната противпожарна единица апелира до оние собственици на блокови кои што има житарици и кога при нивните жетви ќе ги завршат, препорачливо е да ги одораат, односно да направат заштитни појаси, односно препорачливо на оние блокови кои што се наоѓаат по автопатите, кои што се движат возила при самото фрлање на пикавци, опушоци од цигари и висока температура може да дојде до запалување на самите стрништа. Лепидовски потенцира на потребата од зголемена внимателност на земјоделци, чии имоти се во непосредна близина на населените места. При поголем ветер може да се прожили и до во местните заедници, односно во селата, каде што знаеме дека во селата имаме и постари луѓе кои што живеат, со самите димови да дојдат до гушење на оние постари лица, затоа препорака од противпожарната единица да се одаруваат страништата при завршување на жетвата, за да можеме да спречиме проширување на пожар и во шумите. Според месечната евиденција на територијалната противпожарна единица, од јуни до септември минатата година, опожарени биле 52 хектари шуми и 485 хектари нискостеблеста деградирачка шума. Утре во периодот од 5 часот наутро до 6:30, доколку дозволат временските прилики, ќе се изврши авионско третирање против комарци.
Прскањето ќе се одвива на целото градско подрачје, целото течение на реката Вардар, како и рекреативниот центар Езеро Младост со околината. Валентина Михајловска повеќе. Општина Велес во сабота во периодот од 5 до 6:30 часот, доколку дозволат временските прилики, ќе изврши авионско третирање против комарци. Со третирањето ќе биде зафатено целото градско подрачје, целото течение на реката Вардар, како и рекреативниот центар Езеро Младост со околината. Прскањето против комарци предвидено е да се одржи во 3 циклуси, односно 3 аеросолни прскања и 2 ларвицидни. Помеѓу две авионски прскања имаме едно ларвицидно на застојните води на барите, кој што тоа во Јарбош, во трските на Езеро Младост, во некои застојни води во територијата на општина Велес се прави ларвицидното прскање, затоа што оние комарци кои што не се излегле во периодот на авионското прскање и кои што ларвите на кои што авионското прскање не може ништо, се уништуваат на овој начин, така што со втората и со третата дезинсекција веќе се очекува да има намален број на комарци. Помалите општини немаат средства и можности 3 пати да извршат авионско третирање. Тоа го прават еднаш или воопшто не прскаат. Поради ова во изминатиот период се случуваше и покрај авионското прскање да ги има и во општина Велес. Локалната самоуправа од Велес прскањето го врши во консултации со скопските општини. Оваа година и временските услови ни помогнаа, значи наместо да ни биде првото ларвицидно некаде во мај, заради лошите временски услови, знаете дека прскањето за да се одвива треба температурата да биде најмалку 12 степени во утринските часови и заради тоа подоцна почна прскањето. Прскањето оваа година ќе трае подоцна затоа што од една до друга дезинсекција минимум треба да има 3 недели. Од општината изразија надеж дека значително ќе биде намалено присуството на комарци. Викендот во Кавадарци на излетничкото место Моклиште во Ваташа кај споменикот на 12 ваташки другари ќе се одржи вториот мотособир во организација на мотоклубот Тиквеш Рајдерс од Кавадарци. Организаторите ветуваат добра забава, многу музика и одлична атмосфера. Викендов сите патишта ќе водат кон излетничкото место Моклиште, каде кај споменикот на 12 ваташки другари ќе се одржи вториот мотособир во организација на мотоклубот Тиквеш Рајдерс од Кавадарци. Под мотото Мотофест организаторите напорно работат и се подготвуваат за овој голем јавен проект за нив и секако за сите љубители на мотоциклизмот. Денеска е првиот ден каде се очекува пристигнување на учесниците во фестивалската зона, како и настапите на рок бендот Троја и диџеј Брко. За утре е најавена централната фестивалска манифестација, предвидени се бројни активности кои ќе започнат со посети на манастирот Свети Никола во Моклиште, градскиот парк, спомен костурницата, музеј галеријата, компанијата Кожувчанка и црквата Света Петка, пошто ќе следува дефиле низ централното градско подрачје. Потоа на градскиот плоштад граѓаните на Кавадарци ќе имаат можност одблиску да се запознаат со целите и активностите на Тиквеш Рајдерс. На отворањето на мотособирот ќе бидат представени сите групи и гости и ќе започнат мотоигрите, а по прогласувањето на победниците ќе следуваат концерти на неколку бендови. Кавадарци овој викенд ќе живеа адреналински во духот на две тркала. Организаторите ветуваат добра забава, многу музика и одлична атмосфера. Во Охрид се одржува еднонеделната школа на природното право. Денес пред студентите предавање одржаа германскиот експерт, поранешен директор на Директоратот за проширување на Европската Унија, Рајнхард Прибе, и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Ова ни го подготвија колегите од регионалната О2 телевизија од Охрид, а за останатите вести од земјава во продолжение. Во рамките на еднонеделната школа за природно право во Охрид денес предавање пред студентите одржаа германскиот експерт, поранешен директор на Директоратот за проширување на Европската Унија, Рајнхард Прибе, и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Прибе истакна дека целта на неговото предавање е да дискутира со студентите за интеграцијата на земјата во Европската Унија и дека нема да дава политички изјави. Господинот Прибе кажа дека
не би дал никаква политичка изјава, дека е дојден во Охрид со цел да учествува на Охридската школа за природното право, каде што во неговата презентација ќе опфати темата на европските вредности и нивната релевантност за земјите кандидатки за влез во Европската Унија и тој би сакал при тоа да дискутира со млади луѓе студенти, тоа е единствената причина за негова посета на Охрид. Јанев истакна дека средбата со студентите е пред и се да си помогнат заедно во интерес на заедничките идни предизвици, при тоа истакнувајќи кои се пораките на специјалното јавно обвинителство. Се знае кои се пораките од специјалното јавно обвинителство, продолжување на рокот во кој може да подигаме обвинение. Тоа е една од основните пораки и се надевам дека судот ќе побрзо ќе решава по нашите обвинителни акти кои ќе ги доставиме во текот на идната недела. Универзитетскиот професор Никола Топанчевски истакна дека ова е прва школа за право што се одржува во Македонија, на кој учествуваат студенти, магистри, доктори на науки кои се од различните универзитети во Македонија. Учествуваат повеќе панелисти, затоа што насловена како владење на правото и покрај криминалната правда, криминал justice, тука се и прашања кои што се однесуваат воопшто на владењето на правото, прекршувањето на правото, правната држава и така натаму. Студентите покрај тоа имаат и практична обука, така што на крајот добиваат лиценца и ќе се надеваме дека ова значи збогатување на нивното CV и можност понатаму за профилирање во професионалниот живот. Инаку организатори на школата се Македонската академија на науки и уметности и амбасадата на САД во Македонија. Двата центри за бегалци кои што ги има Македонија се доволни, нови нема да се градат. Ова денеска го изјавил министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој заедно со амбасадорот на Словачка Мартин Безак беше во посета на прифатниот центар Виноју кај Гевгелија по повод 8-та ротација на полицискиот контингент од Словачка. На средбата амбасадорот Безак потенцирал дека во интерес на неговата земја е бегалската рута која минуваше низ Македонија и понатаму да остане затворена. Инаку 190 полицајци од Словачка им помагаат на македонските безбедносни сили во процесот на наблюдување и обезбедување на македонската гранична линија. Директната комуникација со земјоделците е најважна во носење правилни мерки, независно дали се работи за законски решенија или подзаконски акти кои што ќе значат сигурен пласман и производство на земјоделскиот производ, рече Цветан Трипуновски на панел дискусијата на ВМРО ДПМН, единствени кои што се вистински партнер на земјоделците. Имаме многу примери од таа комуникација во текот на изминатите 10 години, каде што практично и од многу проблеми со кои се соочуваат земјоделците, можеме да ги предвидиме и превенираме со самото тоа што ќе носиме соодветни законски решенија. Со политиката која што ја водеше ВМРО ДПМН, практично секое земјоделско стопанство кое што сака да се занимава со земјоделско производство можеше да добие одредена парцела која што ќе ја намени за одреден тип на производ, додава Трипуновски. Над 1.180 милиони евра се исплатени од 2006 до 2016 година на сметка на земјоделците, истакна директорот на Државната агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Игор Златков. Во новата програма на ВМРО ДПМН стои дека 160 милиони евра се обезбедуваат секоја година за субвенционирање на земјоделски производи, односно директни плаќања, додава Златков. Во Република Естонија повикот за ИПАРД програмата трае само 7 дена, а во Македонија трае 60 дена. Тоа е направено со цел да можат земјоделците да имаат поголем временски период за да аплицираат, да се одлучат и да соберат потребна документација. Во програмата на ВМРО ДПМН најавивме дека ќе имаме набавка на системите за наводнување капка по капка и набавка на расни грла на добиток со повраток на инвестиција до 80%. По ова може да се види грижата која сме ја имале до земјоделците, посочува Златков. Тој препорача на новата влада дека би било добро да ги следат чекорите кои досега ги правеле, а би било уште подобро доколку успеат да се доближат чекор до нив и нивната работа.
Според најновиот извештај на Обединетите нации, околу 5% од светското население користеле дрога барем еднаш во текот на претходната година, а речиси 30 милиони луѓе се зависни од наркотици и неопходно им е лекување. Во годишниот извештај на Канцеларијата на Обединетите нации за наркотици и криминал се посочува дека во Соединетите Американски држави годишно околу 25% од смртните случаи се поврзани со дрога. Според извештајот, речиси 12 милиони ширум светот користат наркотици, 12,6 милиони живеат со ХИВ и 6,1 милион со хепатитис С. Следуваат кратките вести од светот. Учесниците на самитот на Европска Унија едногласно ги продолжија економските санкции кон Русија, изјави синоќа во Брисел германската канцеларка Ангела Меркел. Председателот на Комисијата за надворешни работи на Руската дума Леонид Слуцки продолжувањето на санкциите од страна на ЕУ поради неисполнување на обврските од договорот од Минск ги оцени како апсурдни. ИСАД соопштија дека се вознемирени од насилството на сепаристите во источна Украина. Портпаролката на Стеј департментот Хедар Навард изјави дека на 20 јуни представници на специјалната мониторинг мисија на Организацијата за безбедност и соработка во Европа биле малтретирани, заплашувани и дури било пукано врз нив. На дводневниот самит на лидери во Брисел, британската премиерка Тереза Меј го представила планот кој се однесува за статусот на граѓаните кои се во Велика Британија, а се жители на една од земји членки на Европската Унија. Меј потенцирала дека овој план се состои од 5 принципи и дека не сака никој да замине од незината земја поради излегувањето од Европската Унија. Британската премиерка најавила дека на граѓаните на ЕУ кои живеат во Велика Британија ќе им биде предложено од најмалку 5 години да можат до определен, но за сега неутврден датум да аплицираат за нова категорија статус, со кој ќе им биде овозможено да бидат третирани како британски државјани, што се однесува до здравството, образованието, социјалната помош и пензиите. Откако го презентирала својот план како што било и предвидено, Тереза Меј ја напуштила средбата. Останатите лидери учесници на самитот во Брисел без неа продолжиле да разговараат за прашањето за излегувањето на Велика Британија од Европската Унија. Денеска имавме сончево и многу топло време со мала до умерена облачност. Кон крајот на денот не е исклучена изолирана појава на краткотраен пороен дожд со ретки грмежи. Дневната температура ќе се движи од 31 до 37 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Следува период на претежно стабилно и многу топло време. Максималните температури ќе бидат на 30, а долж по Вардарието и на 35 степени. Поради топлотниот бран, Министерството за здравство препорачува избегнување директна сончева изложеност и престој на отворено од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, заштитни очила и капа, консумирање лесна храна и течности, најдобро обична вода и избегнување алкохолни пијалоци. Министерството за здравство посебно препорачува хронично болните лица редовно да ја земаат пропишаната терапија. За повеќе информации и препораки за заштита од топлотен бран континуирано се дистрибуираат на toplotnibranovi.mk. Ова е последната информација за овој блок на информација. Јас ви благодарам за вниманието и пријатно.